Благодарам, почитувана председателке. Сакам да ги информирам граѓаните на општина Кривогаштани и на населеното место Бела Црква, Врвјани, Вогјани, Крушејани и Пешталево, дека сите оние проблеми кои што ни ги истакнаа при средбите со нив се преточени во амандмани. На почетокот на оваа седница, моите колеги од Струмица поднесоа амандман за населеното место Дрвош, кој што беше прифатен. Ние сме скромни и го направивме оно што го побараа тие. Благодарение на успешната работа на претходната локална самоуправа, за поднесениот амандман за кој што бараме 20 милиони денари, има готов проект. Зошто да ги казниме жителите на Бела Црква? Што се тие понебитни од жителите на Дрвош? Што ние како пратеници на ВМРО ДПМН и од Прилеп сме сгрешиле во споредба со пратениците од Струмица за нашиот амандман за овие 6 населени места во општина Кривогаштани, која што се развиваше до претходните 2 години со светлосна брзина. Кривогаштани стана град. Што нашите амандмани вредат помалку од амандманите за населено место кое што имало 20 жители? Бела Црква е живо населено место. Нема миграција. Граѓаните живеат добро, затоа што претходната локална самоуправа ги среди сите инфраструктурни проблеми. Регионалните патишта, локалните патишта. Колешки, можете да се јавите за реплики ако го знаете ова населено место, да им објасните на жителите на Бела Црква зошто гласате против овој амандман, а не на дофрлате, бидејќи очекувам сите да го гласате ова амандманско решение. Не треба дофрлање, треба конкретни резултати. Да појдете на граѓаните од Бела Црква да му кажете зошто при готов проект, изработен од претходниот градоначалник и претходната локална самоуправа, денес по трета година не одбивате дека нема 20 милиони денари за тие, а имате пари за се. Буквално пари за се. 900.000 евра дадовте за вештачки цвеќина, да ги украсувате канцелариите во Република Македонија. И то за вештачки. В година пак 900.000 евра за истите цвеќина да ги шатате. Мовче во Прилеп правите за 500.000 евра, долго 6 метри, широко 4 метри. Клинички центар ќе правите за 500 милиони евра, а најголемиот клинички центар во светот е изграден и отворен лани во Турција за 1 милиарда евра. И не случајно Сдруженијето и Градежната комора во Република Македонија се посомнева дека тендерот за клинички центар во Скопје е веќе местен, затоа што критериумите кои што ги пропишува Министерството може да ги реализира една фирма во светот. Една фирма во светот. Таа фирма требало да има направено ист објект, таква клиника како некоја во Индија. Па се знае, тоа е многу логично. За да дојдете до пари, за да можете да рекетирате, вие измислувате критериуми за тендерите. И за клинички центари, за се. И тоа е оксимороне вашето. Затоа што, почитувана председателки, почитувани колеги, не треба нервоза. Граѓаните на Бела Црква не сакаат повеќе да гледаат циркус од влада. Не сакаат да гледаат тоа. Да ве опоменам, држете се за амандманот, тишина. Сакаат принципиелности од колегите од Струмица и од колегите од Велес и од колегите од Почани. Ако гласате за амандманите за Струмичко Дрвош, гласајте за жителите на Кривогаштани. Затоа што тоа што го баравте, ние го направивме. Има проект. Има проект. Зошто ги казнувате овие луѓе? Предпоставувам како што дошла тенденцијата, тоа ќе го направите и со жителите на Врвјани, и со жителите на Вогјани, и со жителите на Крушејани, и со жителите на Пешталево. Се ќе направите да го згаснете животот во овие села. За 20 милиони денари. Толку коштаат гумите за Мерцедесот. Толку коштаат гумите за Мерцедесот што ги набавите. Толку кошта мебелот кој што го купивте во Мепсо. Да, зборуваат за Мерцедес тие кои што денес се вчуто невидени. Зошто Мерцедесот за кој што велевте дека ќе го продадете, а вие треба да инсистирате на тоа, не набавивте санитарни возила? Зошто? Зошто? Нели требаше да се продаде Мерцедесот кога беше изгребан од мачките за да купите 10 санитетски возила? Ништо немате купено. Ништо немате купено. Сега предпоставувам дека наредната година ќе купите за брза помош возила за да можете да ја приватизирате.
и повторно да му завршите работа на некој. Како што направивте со повеќе од здравствените дејности во Република Македонија. Но тоа ќе видите кои дејности. Да, видовме кој и како ја приватизирал диализата. Молам, вие потикнувате од место и тој одговара. Значи, ве молам, ако сакате, јавете се за реплика, еве веќе да отвор. Ве молам. Држете се до амандманот, колега, ве молам. Колешки, ви благодарам за поддршката. Ќе се држам секогаш до амандманот, како што го правам тоа сите години наназад, доколку нема да фрлање. Во недостиг на аргументи, колегите од позицијата, тие што со своите два прсти одлучуваат дали жителите на Бела Црква ќе добијаат канализација во 21 век, дофрлаат за се и нешто, се што бидејќи немаат аргументи. Знаеме дека имаат неспособни градоначалници. Го видовме тоа. И еве имаат овдека добитна ситуација. За амандманот што го поднесовме со колешката Лашковска, има проект. Ама буквално ништо не треба. Има проект. Ние не ги тераме како за клинички центар да распишат тендера, нема проект. Ние ги тераме да му помогнат на жителите на Бела Црква да добијат канализација во 21 век. Како што денес направивме добро дело, благодарение на колегите од Струмица, селото Дрвош да добие водовод. Тука не ги гледаме другите, Велјуса, оние амандманите што беа одбијани за Струмичко, таму ги занимаривме жителите, ама барем на едно село му помогнавме. Тука ќе скратам, за да можеме да ги образложиме и другите амандмани, бидејќи денеска ќе работиме малце подолго, за да им дадеме шанса на нашите колеги да се докажат дека не ги делат граѓаните ниту по религија, ниту по народност, ниту за кого гласале, ниту за што гласале. Треба да докажат еднаш дека работат во интерес на граѓаните. Ви благодарам.